Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Ќе се реконструираат 3 основни училишта во Охрид. Депортиран бугарскиот државјанин кој беше уапсен со 2 ножа во близина на клубот Цар Борис III. Обуки и лиценци за комерцијално едрење со туристи. Агенциите за недвижности незадоволни од соработката со институциите на локално и државно ниво. Ги погледнавме кратките најави. Со дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево со локална облачност, ветровито и релативно топло со благ пад на дневните температури. Максималната дневна температура во нашиот град само 18 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон петок ќе биде ведро и студено со дополнителен пад на температурите. Утре над југозападна, западна, северозападна, локално над централна Европа, времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд проследени со засилен ветер. Во останатите делови од стариот континент стабилно со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров во петок ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност, но релативно топло за овој период од годината. Дневните температури во интервал од 16 до 23 степени Целзиусови. Во Македонија во петок студено утро со пад на утринските температури ќе бидат од -1 до 8 степени. Во текот на денот сончево и топло време со југоисточен и југозападен ветер. Максималните дневни температури утре во Македонија 16 до 22 степени Целзиусови. Во Охрид во петок свежо утро. Во текот на денот сончево и топло време со југозападен ветер. Минималната 5, дневната 18 степени. Во сабота претежно сончево време со локална облачност и топло со максимални 16, а во недела и понеделник сончево и топло време, минималната 8, а дневната температура 22 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на дневникот на ТВМ телевизија. 3 охридски основни училишта ќе бидат реконструирани со средства од Светска банка. Училиштето во село, 'Селото' 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 '
3 основни училишта во Охрид ќе бидат целосно реконструирани преку проектот Светска банка, кој вклучува финансирање на изработка на проектно-техничка документација и финансирање на инвестициски проекти за енергетска ефикасност, а обезбедено е и неизградено државно земјиште за изградба на спортска сала за училиштето во селото Лесковец. Конечно можам да кажам дека е пронајдено односно обезбедено е по правилниот збор, обезбедено место кое што е на Република Македонија. Ќе можеме да ја правиме таму. Веќе за наредната година можеме да се припремаме за таа работа и со Господ напред да ја завршиме ако имат финансиски средства во 2023, ако не во 2024 ќе биде завршена спортската сала. Така да тој дел го завршивме конечно. И не наназад е барано подолг период. Зборувам и други локални самоуправи, меѓутоа секогаш било проблем со експроприација, односно приватни места. Сега е конечно пронајдено и ќе ја завршиме. Иако од локалната самоуправа работата е завршена, средства за финансирање на изградба на спортската сала се загубени од необјаснива причина, па пак локалната ќе мора да обезбеди финансиски средства за реализација на овој проект, кажа Димитар Спасевски од секторот за млади спорт и невладини организации од општина Охрид. Што се однесува до реконструкцијата на трите основни училишта, Општинското основно училиште Христо Узунилов, Општинското основно училиште Братство Единство во населбата Лескајца и на основното општинско училиште Свети Климент Охридски. Општина Охрид треба да добие 80% од одобрените средства од Светска банка, како долгорочно позајмување со подпишување на договор за подзаем со Министерството за финансии. Останатите 20% се доделуваат како грант средства на општините со подпишување на договор за грант со Министерството за финансии. И веднаш пристапивме кон исполнување на обврските кои што ни предходеа од тој процес. Градоначалникот формира проектен тим кој што веднаш во рекорден рок одговори на барањата на апликацијата за Светска банка, значи беа обезбедени сите податоци, подготвена апликација и беше аплицирано во Светска банка. Добивме позитивен одговор и ни беше одобрен влез во проектот, пошто стручните тимови на Светска банка, подпомогнати од тимовите на Институтот за земјотресно инженерство од Скопје, дојдоа и направија увид на самите згради. Таа фаза заврши, сите три објекти ја поминаа фазата на сеизмичка стабилност и деновиве добивме договор за учество во тој проект, кој што градоначалникот го парафираше заедно со министерот за финансии и следува втората и клучна фаза, тоа е фазата проектирање. Самите училишта и локалната треба да утврдат што се им е потребно на овие објекти, а нашиот план е овие три училишта комплетно да се завршат со сите инфраструктурни зафати, посочи Спасевски. Со енергетско ефикасни мерки ќе се направи реконструкција на овие три училишта и дренажа околу објектот во населбата Лескајца, како и на основното општинско училиште Свети Климент Охридски. Уапсен бугарски државјанин кој поседувал ладно оружје. Полицијата при претрес кај сомнителното лице пронашла 2 ножа. Неофицијално 22 годишникот бил ангажиран да го обезбедува бугарскиот клуб во трговскиот центар Амам, кој се отвори во Охрид пред 2 недели. Протеран од земјава е бугарски државјанин кај кого било пронајдено ладно оружје. При претрес кај него биле затекнати 2 ножа со должина на сечивата од 10 и 15 сантиметри. Претресот се случил вчера околу пладне во близина на бугарскиот клуб Цар Борис во трговскиот центар Амам. Полицијата го привела и потоа се провела судска постапка, информираат од СВР Охрид. Врз основа на членот 80 од Законот за оружје, истиот е лишен од слобода и предаден на судија на претходна постапка при основниот суд во Охрид. Ножевите се одземени и се предадени на судија на претходна постапка и донесена е одлука, тој е лишен од слобода, како што напоменав. Се понатаму ве замолувам и ве упатувам на кај судијата на претходна постапка за понатамошни информации. Неофицијално дознаваме дека утрово судија му изрекол пресуда на 22 годишниот бугарин протерување од Македонија. Добил забрана за влез во земјава од 2 години. Исто така низ Охридската чаршија се шпекулира дека протераното лице било ангажирано за да го обезбедува бугарскиот клуб во трговскиот центар Амам. СВР Охрид излезе со оскудни информации за случајот, најверојатно
веројатно заради чувствителната ситуација по отварање на бугарскиот културен клуб кој го носи името на цар Борис III, контравержна личност од поблиската историја. Од Севера Охрид кратко коментира дека како и досега ќе го чуваат јавниот ред и мир во градот. Обука за запознавање со едрење на градските пристаништа во Охрид и Струга ќе организира Едриличарската федерација на Македонија. По извршена селекција, пријавените кандидати ќе добијат дополнителни обуки и лиценци со цел во иднина да може да се ангажираат за комерцијално едрење со туристи. Обука за запознавање со едрење е најновата активност на Едриличарската федерација на Македонија, организирана во соработка со едриличарските клубови од Охрид, Струга и Скопје, на која може да учествуваат сите лица над 16 годишна возраст по претходна пријава. Овој двочасовен настан за бесплатна обука на скипери ќе се одржи оваа недела на 23 октомври со почеток во 11 часот на градските пристаништа во Охрид и Струга. Овој евент е повеќе насочен кон едрење со големите едрилици, со крусери, насочен да се добија со основно познавање што значи едрењето, а од таа група на кандидати ќе се изврши селекција кои ќе добијат квалитетна обука за едрење на големи едрилици, на крусери. Со што, значи, во иднина тие ќе можат да се ангажираат за комерцијално едрење со туристи, значи да се зголеми и понудата на производи од активен туризам. Поканети се да се пријават сите заинтересирани средношколци, студенти и други лица кои бараат можност за остварување дополнителни приходи во текот на летната сезона. Кандидатите кои ќе поминат првата селекција ќе добијат напредни обуки за едриличари кои ќе ги вршат првите 10 сертифицирани инструктори во држава. Од страна на ISSA, International Sailing School Association, се изврши обука за сертифицирање на инструктори за едрење, на која присуствуваат 10 скипери од Охрид, Струга и од Скопје. Едриличарска федерација на Македонија ќе биде акредитирана да може во име на ISSA да издава лиценци за едрење, која ќе обуката ќе вршат веќе сега сертифицираните инструктори за едрење. Оваа обука на млади скипери е кофинансирана од програмата за зголемување на пазарна вработливост име на Швајцарската агенција за развој и соработка со крајна цел зголемување на бројот на лиценцирани скипери. Агенциите за недвижности се оставени на институционалните маргини. Немаат деловни контакти со институциите на локално и државно ниво. Инвеститорите, посебно странските, се повлекуваат, а со тоа губиме сите, не само агенциите, туку и општинската каса и граѓаните. Велат агентите кои се дел од овој бизнис. Охридските агенции за недвижности се соочуваат со недоволна соработка со надлежните институции. Понатака, во бизнисот со купопродажба на недвижности има интерес и потреба од нови градби, но со години агенциите се оставени на маргините од институциите. Немаме информации во врска со градежната политика и урбанистичкото проектирање на градот, вели Никола Иванчич, толкогодишен агент за недвижности. Апсолутно немаме никакви контакти. Не привилегии, не бараме привилегии, бараме контакти, значи со локалната и централната. Не може агенција за недвижности да нема сознание кој е државно земјиште на пазар за понуда за индустријски дел или кој е од приватниот. И што е проблемот во УНЕСКО не е причина. УНЕСКО се призна, се каже што може да се гради во градот. Ваквиот начин на работење и недостатокот од деловни информации го спласнуваат и изгаснуваат интересот на странските инвеститори за инвестирање во градби во нашиот град. Се повлекуваат пред несериозноста и несигурноста на домашниот терен, политичките турбулентни влијанија и недостатокот на детално урбанистички планови. Добро треба да се замисли. Значи, дали имаме и какви урбанисти? И која е политиката на локалната, од и во Охрид, ние добро знаеме, од владици до председатели на светски држави доаѓаат. Па сега за облакодери и гледаат сегде или зградите. Во сметам дека треба да се води многу рачун на зеленилото, на централниот дел во градот, значи градбите. Нека се гради дел, нека се издава во делови кои што се периферни
односно на страна од Охрид, а денеска со инфраструктура, со добри патишта, се има близок пристап. За 30 години не успеавме да изградиме катна гаража и да обезбедиме добра инфраструктура. Горлив проблем е што нема изработени детални урбанистички планови за селските населби, како што се Велестово и Рамне, а деталниот урбанистички план за градското подрачје не проработи функционално. Со тоа губиме сите, не само агенциите, туку и општинската каса и граѓаните, кажува Никола Иванчич од Агенцијата за недвижности Наш ваш дом. Се известуваат граѓаните на општина Охрид дека утре 21 октомври петок во периодот од 8 до 13 часот поради изведување на активности ќе биде затворена за сообраќај улицата Кленоец во близина на касарната. Екипите на јавното предпријатие Охридски комуналец по налог на општина Охрид и Комисијата за превземање мерки и активности за отстранување дрва ќе отстрануваат 2 јасики од оваа локација. Се молат граѓаните во горе наведениот термин да ги користат околните улици, а поради изведување на градежни активности за поставување на фекална канализација, утре во периодот од 9 до 13 часот ќе биде временно затворен за сообраќај крак на улицата Ариф Мустафа. Се упатува молба до граѓаните кои живеат во околните куќи и во стамбените згради да не минуваат со своите возила на овој потек во горе наведениот временски период. Следуваат вестите од светот. Германскиот канцелар Олаф Шолц денес изјави дека рускиот претседател Владимир Путин ги користи енергијата и гладот како оружје, но не успел да го наруши единството на Западот и дека нема да ги постигне своите војни цели преку тактиката на изгорена земја. Говорејќи во германскиот парламент, Шолц рече дека Германија се ослободила од зависноста од рускиот газ, но дека работи на намалување на цените на енергијата, вклучително и со обезбедување нови договори за испорака на газ од други земји. Шолц се обрати во германскиот парламент додека лидерите на 27 земји од Европската унија се подготвуваат да се сретнат по втор пат во 2 недели за да се обидат да ги намалат цените на енергијата, иако поделбите и понатаму постојат околу потезите за ограничување на цените на бензинот. Турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган изјави дека тој и рускиот претседател Владимир Путин се договориле за формирање центар за природен газ во Турција. Ердоган изјави дека Европа ќе добива газ преку Турција. Обраќајќи им се на членовите на неговата партија во парламентот, Ердоган рече дека Путин е изјавил дека Европа може да ги снабдува своите гасови од центар во Турција. Во Европа сега се занимаваат со прашањето како да се стоплат во предстојната зима, ние немаме таков проблем. Со Владимир Путин се договоривме за создавање гасен центар во нашата земја преку кој, како што вели Ердоган, природен газ може да се испорачува во Европа. Европа да нарача газ од Турција, рече Ердоган. На автопат во Грција се урна мал авион, според засега достапните информации. Во несреќата загинал пилотот. Несреќата се случила на 95 км на автопатот Атина-Ламја, а службите за итна помош добиле дојава за несреќата во 14 часот и 45 минути по локално време. Засега не е потврдено за каков тип на авион се работи, но се предпоставува дека е Цесна, пренесува Keep Talking Greece. Грчките државни медиуми објавија дека во несреќата загинал пилотот кој имал измеѓу 70 и 75 години. Масивната купола на големата џамија на Исламскиот центар во Џакарта, Индонезија, се урна во пожар, објавија локалните медиуми. Куполата на џамијата била зафатена од пожар во средата попладне, што предизвика голема штета на џамијата. Пожарот избувнал кога работниците на градежна компанија работеле на реновирање, а поради силниот ветар, пожарот многу брзо се проширил и зафатил голем дел од џамијата. Видеото објавено на социјалните мрежи го покажува самото уривање на џамијата. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.